Во среда, знаете дека е денот кога отвараме теми од областа на здравството во рубриката Моje здравје. Денеска ќе зборуваме за еден многу чест проблем, кога ево прашање оралната хигиена, станува збор, ајде народски да кажеме, да објасниме, многу често се случува да слушнам некој да се пожали дека постојано му се јавуваат во устната празнина афти. Зошто афтите се појавуваат и како да се справиме со овој проблем, особено ако е чест за вас? Моја гостинка денеска Билјана Петровска, стоматолог, специјалист по ортодонција. Добро утро. Здраво, официјално, добро Билјана. Да. Ти благодарам што си наша гостинка денеска. Зборуваме за еден многу чест проблем. Верувам дека и кај тебе во ординација доаѓаат и се жалат дека постојано афти им се појавуваат. Да, има одредена популација кај која што се јавуваат почесто, за разлика од другите кои што немале никакво искуство со појава на афти. Да. А што се афти? Афтите се всушност дефекти на оралната лигавица. Самата орална лигавица изградена, сега на кратко малку и хистологија, од орален епител, базална мембрана и крзно, при што интактноста на оралниот епител ја овозможува таа неспецифична и специфична заштита, дополнително со плунката која што ја обложува на оралната лигавица и на тој начин не се дозволува да се настане одреден дефект при кој што штетните нокси би можеле да влијаат и да направат таква еродирана површина. Но сепак при некои состојби, како што се гастроинтестиналните заболувања, нели оралниот епител и оралната лигавица е дел од дигестивниот систем, па тука се поврзани. И ради тоа, освен таа крвна поврзаност, има и невролошка врска, па и делувајќи стресогено, Тоа се повеќе фактори, значи, кои што повеќе фактори се кои што како психосоматска реакција е најчестата причина за нивна појава. А некои кои што ќе кажат дека не знаат какво е чувството на афта и никогаш немале таа заштита мембрана која што велите орална лигавица, кај тие пациенти, кај тие пациенти оралната лигавица има подобар еластицитет, подобра кератинизација, составот на епителот со колагени влакна и еластични влакна, попрокрварена е, значи сепак основата е во структурата на оралната лигавица, во нејзината хистологија. Ради тоа ете, например, и кај ендокрините заболувања. Таму имаме покачено ниво на шекер. Шекерот индиректно влијае врз структурата на оралниот епител со тоа што ја намалува неговата заштита, можноста на плунката и на внатрешните фактори, како што се фагоцитите да ги отстрануваат на штетните нокси, неутрофилите, тие реакции кај овие пациенти со хормонални пореметувања, гастроинтестинални проблеми, поподложни пациенти што се на стрес, невротски. Сега тука виднаш ќе прашам дали и оние пушачите се поподложни, да речеме, дали тоа делува дополнително. Кај пушачите имаме индиректно слушање на устата. Пак кажавме, и плунката е еден вид на заштита на оралниот епител. Кај пушачите, самата уста е посува, па на тој начин димот од цигарите може да делува иритантно врз оралната лигавица и да го направи тој ефект. Сите овие ризик фактори кои што делуваат кога ќе се појави афта, некако вака и од луѓе доста што објаснуваат, велат немаш ти најава дека ќе ти се појави па како да преземеме некој чекор и туку наеднаш се појавува како болка, иритација. Да, тоа е како пукната була, значи еродирана површина, црвена, која што обично недела до 2 треба да помине за повторно да се епителизира. Добро, и што се презима, треба ли да се внимава што се јаде? Обично нели на таа страна не јадат. Што се пие? Треба да се избегнуваат жешка храна, алкохолни пијалоци, лута храна, значи се што би ја иритирала, замислите тоа е како површина што е гола. Еве, на било кој дел од нашето тело, доколку немаме заштита, значи се што би
значи абразивна, цврста храна треба да се избегнува. Да не се јаде на таа страна, сега ако од двете страни си има авто, тогаш... Да, па најчесто ние им даваме совети и за домашна нега и подпомагање, како да кажам. Значи, испирање со хидроген пероксид. Така, тоа сакав да прашам. Народски може една лажица сода бикарбона во половина чаша топла вода и тоа делува. И да се испира устата. Да се испира устата, нормално, нели, како во терапија даваме топикални креми врз база на кортикостероидна база, солкодентал, адхезивната паста. Тука се и раствори кои што во состав содржат јодоформ, амин, бета, само да видам, парааминобензоат, кој што во состав на растворите многу поволно делува врз епителизација на ледираната површина. Но сепак и со третман треба да пројде недела до две за да се случи комплетна епителизација на тој. Значи, афтата треба да се свати како дефект на оралната лигавица. Сега, ако на некој многу често му се случува, може ли да по тие 2 недели што да прави да презима ако ја има таа или мембрана која што да речам не му дава таква заштита, што треба да прави? Дали да навика да биде едноставно да ја испира устата повремено со ја спомнавте содата? Може би повеќе поддршка на оралниот епител, здравјето на оралниот епител. Значи, може да се внесуваат како суплементи B6, B12, фолна киселина, гелчиња кои што во база имаат хиалуронска киселина исто е поволно да се масираат, затоа што и во составот на епителот се содржи хиалуронот. Значи, сепак ќе кажам, локалниот имунитет да се подобри, кератинизираноста на лигавицата, нели и посета на стоматолог многу често и некој механички фактор е причина за појавување на афтита, кој тоа некое протецко помагало, кој што не добро лежи, често и кај повозрастните пациенти од протезите. Тоа следно сакав да прашам. Од механичка причина. Да. Што во такви ситуации? Па тука сме ние. Може фиксната кога мора да ја носи. Да речеме. Или кај ортодонските пациенти. Еве, јас сум специјалист по ортодонција. Многу често од брикетите, кај понежна лигавица, знаат да се појават такви промени, но ние делуваме превентивно со тоа што им даваме восоче за заштита, се заштитуваат тие површини, барем на почетокот додека се навикне пациентот. Точно, ние како клиничари може да предвидиме според структурата на гингивата и на оралната лигавица. Дали е подложно или не е подложно кој пациент би бил поподложен. Значи, тие пациенти со потенка лигавица, послабо кератинизирана или, како што кажав, со системски проблеми, бубрежни заболувања, кај нив е побледа, веднаш се гледа лигавицата, се посклони, хормонални, хипотиреоидизам, кај дијабетот, сегде каде што заштитата е намалена. Сега, колку може да биде опасна таа афта, што збориме дека всушност еве народски објаснуваме како отворена рана, така? Така би дошло со различна големина, најчесто е под 1 сантиметар. Знаат да бидат и големи афти, што се поретки. Значи, дури може да бидат и групирани. Штетно е доколку дополнително се инфицира. Значи, доколку загнои, па се продлабочи. Најчесто овај дефект не е многу длабок, значи не оди како улкус. Туку е во површината на епителот на оралната лигавица. Но доколку се продлабочи, може да го зафати мускулното ткиво. И што тогаш? Па ќе има потреба и за антибиотска терапија, вклучување. Кортикостероидна терапија обично локално само применуваме, како што кажавме во склоп на адхезивните пасти, но во некој случај или кога е во склоп на улцеративен колитис, каде што имаме обстипација и диареа, па на тој начин тогаш мора комплетна терапија треба. Тогаш терапијата ја води ендокринолог, се даваат кортикостероиди хронично, така да не дека не е сериозно. Доколку е причината механичка повреда, или, како што кажав, некој локален фактор, тогаш нема место за паника, доволно е да се слушаат само нашите совети, да се употребуваат овие гелчиња, пасти, раствори, мелеми.
Но доколку е во склоп на некое вакво заболување, како што се улцеративниот колит, како што е или често во нетретираниот диабет, дури тогаш така и е наречен диабетски стоматит. Народски, знаеме здравствено и да се запостави и тоа комплетно да наруши повеќе состојби и да завлечи и други состојби како ова што го кажавте. Сакаме да применуваме многу народски лекови. Знаеме да си се посоветуваме меѓусебно сами. Ова ме потикна кога слушнав дека кажавте сода бикарбона. Најчесто сум го слушнала тоа испирањето и со бетадин испирањето. Точно, бетадинот е нели во состав има јод, па јодот е безбедно да се користи секојдневно. Може да се секојдневно, еднаш до 2 пати дневно, да не се претерува, но сосема е безбедно и дури и ние го препорачуваме. Го препорачувате, да. Кај тие пациенти, како дополнително. А иако го немаме тој проблем, да речеме, го препорачувате и за други пациенти како заштита на оралната ниг? Да, кај пародонталните заболувања често таму причината е друга, пародонтални џебови, пациенти што имаат често хидрогенот, 2% хидроген, сода бикарбона со воджешка вода, па и бетадинот како класични антисептици, што ги имаме во домаќинството, знаеме да ги препорачаме. И за тоа. Да. Иако сега има и многу по-модерни, раствори кои што во свој состав, во свој состав имаат баш специфична заштита со цитроз, со хиалуронска киселина, Но сепак овие се тие народските. Да, што прво некако посегнуваме по нив, па веднаш потоа гледаме што може. Секој дома има хидроген или сода, топла водичка, може да помогне, И сега, ќе ве прашам, со возрастните некако полесно е да излеземе на крај, ќе ги слушаат вашите совети и самите ќе ги применуваат, но што е со децата, кои што дали нападнат имунитет, Билјана, или не знам, на обична настинка, многу случаи има кога целата уста им се обсипува со афти. Што да се премине кај децата? Особено во случајот на херпангина. Тука и во склоп на херпангината се појавуваат афти на образна лигавица, на устните. Многу најчеста популација кај која што се јавуваат афтите е младата популација. Кај повозрастните таа е најчесто како причина на некоја механичка дразба, ете спомнавме цигарите, протетски помагала кои што не добро лежат. А децата баш се најподложни, убаво ова што праша, често се третираат, еве ако е во склоп на херпангината, се третира херпангината, но и третманот е како и кај возрастните. Пак со помош на овие раствори, со помош на пастите, топикална примена на аналгетици, сега да не именувам одредени фирми, значи баш за афти, проафтол. Да биде во консултација со стоматологот. Но сакам да прашам, со нив е некако тешко да се излезе на крај за испирање на устата и се. Нешто ќе препорачате? Најчесто, еве сега може би ќе биде реклама, јас често го давам спреј од Лизобак Комплит. Тоа е спреј за оралната лигавица, за грлото пред се, го даваат специјалистите по уво, нос и грло. Но поради неговиот состав, поради пантенолот кој што го содржи, но потребно е да има пантенол и некои дополнителни елементи кои што дополнително ќе помогнат. Антисептици, значи тоа се најчесто антисептици и во состав имаме продукти, компоненти, компоненти кои што би делувале врз епителизацијата на епителот. Сега, она што на тој начин ги третира. Најважно што сакам да го прашам е колку е важна таа орална хигиена, во пандемија сме, некако се запостави здравието, тие дополнителни прегледи кои што биле, да речеме, рутински, кои што требале да бидат еднаш во годината или не знам колку месеци. Се изоставија еден период, но за среќа, дали се навикнавме да живееме со короната или... Дај Боже да е така. Да, имаше еден период кога навистина доаѓа пациенти само со болка. Итни случаи, сите бевме нели затворени, непознато ни беше короната, нешто ново. Но сега, за среќа, повторно продолжија и рутинските контроли, си доаѓаат пациенти,
без болка, толку баш она на стоматолошки преглед. И на колкав временски период треба да се доаѓа редовно? Сега зборуваме за редовните. Доколку се нема никаков проблем, барем еднаш годишно. Подобро е 2 пати, значи да биде на 6 месеци, но барем еднаш годишно е препорачливо за да не се изостави нешто што подоцна ќе биде многу потешко да се третира. И сега ако се фати од годинава, чинам дека од оваа година задолжително за упис во прво оделение посета и на стоматолог. Може од порано беше тоа. Но сега е задолжително, треба потврда да се донесе. Така. Да, и сега јас сакам да искористам и да прашам со оглед на тоа дека веќе ќе се подготвуваат сега документите за упис на прво оделение, но и за другиве оделенија, кога се децата во прашање, им паѓаат запчиња, им растат во предшколската возраст, не е толку многу проблем колку што веќе кога почнат со прво оделение почнуваат да се менуваат. Колку е важно за нив посетата на стоматолог и на колка временски период треба да биде? Многу, особено во период кога е почетна фаза, кога кариесот е во почетна фаза, тогаш и самата интервенција е пократка. Еве јас и од мое лично искуство многу работам со деца. Да. Кога кариесот ќе го фатиме во почетните фази и треба помалку време за нивно санирање, искуството кај детето е попријатно, не е толку травматско и тие деца се посоработливи. Да доаѓа него кога е касно, кога веќе имаме голема кариозна лезија, кога е болка, тогаш е болка, па и ние возрастни, па едва издржуваме, па и една анестезија да ставиме, пребледуваме, а камоли малечко дете. Да. Значи треба почесто да ги носиме на забар сега во овој период. Да се однесат на забар веднаш штом се забележи кариозната лезија или било каква друга промена во устата. Билјана, ви благодарам со оглед на тоа дека вие сте и специјалист по ортодонција. Веќе ќе најавам дека следното гостување ќе биде токму за тие протези кои што се, да речем, не само за повозрастната популација, туку и за децата зборуваме. Колку се важни личните неправилности. Да, и колку треба навреме да се преземе чекор. Ако би ми било мило, до следно видување, ќе бидам повторно со вас и ви благодарам многу за поканата. Благодарам што ми беше гостинка денес. Им разјаснивме некои работи на гледачите околу автите. Објаснивме она што е најважно е да повторно ќе се вратам, прва помош дома како да се помогнат, а веднаш потоа се разбира на стоматолог. Благодарам. Точно, фала ви на вас.